За 4% е зголемена детската сиромаштија. Зачестена е појава на дебелина кај децата и фрустрација поради седење дома. Несоодветно подготвен наставен материјал. Децата биле 10% жртви во домашно насилство, кое било зголемено за време на забраните на движење и полициските часови поради COVID-19 и застој во пристапот до болничка нега на новороденчињата, децата и мајките. Главно поради помалата побарувачка од неургентни услуги, поради страф од зараза, а не поради намалена понуда на услуги. Се дел од забелешките во анализата на истражувачите, презентирана од УНИЦЕФ. Истражувањата покажале дека пандемијата негативно влијае врз децата, посебно врз социјализацијата. Неспортувањето и недвижењето влијаеле на дебелината на децата, но секако и на нивниот социјално-когнитивен развој. Забележено е дека со неодењето на училиште и отсуството на комуникација, кај децата се губи чувството за контакт, расте стравот, депресијата. Сето тоа зголемено со анксиозноста на родителите од неизвестност на ситуацијата. Дополнителен момент е и неодлучноста за одвивањето на наставата, тврди за Канал 8 психологот Лиляна Арсова, согледувајќи и работејќи со децата од Кочани и околината. Пандемијата со COVID-19 всушност не ги смени стилот на живот и на децата и на возрастните. Сето оно што се случуваше во тоа да има нов начин на живот. Ако претходно велевме дека треба социјално да бидат активни, да бидат блиски, сега воспоставивме дистанца. Тоа беше нов момент како за возрастните, така и за децата. Според Светска здравствена организација, под здравје не се подразбира само физичкото здравје. Значи, тука во овој момент влијае здравјето во целина, а тука и социјалното и психичкото здравје. Значи, влијанието на пандемијата го има секаде, кај секоја личност. Траењето сега што трае многу долго, исто така. Наша улога беше да се адаптираме на сите тие услови. Знаеме како беше поведување на одредени полициски часови, значи рестрикција на движење или било што се наметнуваше, го прифаќавме. Меѓутоа, генерално ќе речам, овој нов начин на живот премногу им смета на децата како личност. Затоа што не сите деца живеат во средина која што е предизвикувачка. Значи, може да биде детето премногу пасивно, изолирано, меѓутоа сите други елементи кои што ги споменав, значи да бидат ставени по страна. Значи, децата сакаат да се социјално активни, децата сакаат да бидат срекни. Колку ние сето во овој амбиент можеме да го допреме до нив и да им го понудиме, е друг момент. Значи, ќе се сложиме со едно. Истражувањата на УНИЦЕФ и на сите други организации покажа тоа дека пандемијата има влијание врз децата воопшто. Посебно би рекла на нашиот менталитет и склоп што го имаме ние овде, локално, да речем и во државата, ние сме луѓе кои што се дружиме, кои имаме социјално доста активности и сега во сетиот овој систем кој што настана, значи сето тоа недостасува. И мора да бидеме свесни дека на децата тоа им е ускратено. Еве сега и околу дилемите на тоа дали на училиште, дали не на училиште. Јас би рекла да направиме напор со сите тие протоколи што ги има и можности. Сепак на децата барем малку да им го дозволиме тоа. Седењето дома, сите сме свесни дека е ризик. Затоа што детето се затвара, создава еден друг свет кој е затворен и изолиран од останатиот свет. Затоа сме тука возрастните да им помогнеме. Мислам дека и сето оно што се прави за да може на некој начин децата веќе да почнат да функционираат, се чекори, што вредат да се поздрават, меѓутоа и една работа ќе речам. Сите гледаме како децата се надвор. Нивната потреба е таа, да им ја дозволиме. Во анализата на истражувањата стои дека иако образовниот систем се префарли на учење на далечина, непосредно по затворањето на училиштата и градинките заради пандемијата, се увиде дека не сите наставници имаат доволно познавање од информатичката и комуникацијската технологија за да планираат и спроведат учење од далечина. Пропустите во учењето може да бидат најголеми кај деца од сиромашни домаќинства, деца роми и деца со посебни потреби. Тие се соочија со недоволен пристап до образование, недостиг од квалитетна родителска поддршка и од училишна поддршка, покрај недоволните ресурси на многу училишта во областите каде претежно живеат овие деца. Наставниот персонал не е соодветно подготвен за далечинско или дигитално учење и покрај селективните и индивидуалните напори кои создадоа брзи придобивки.